Белото злато ги зацрни оризопроизводителите. Над 70% од оризот им стои дома. Срамно ниската цена, според производителите, е главната причина зошто стотици тони ориз се уште им стојат во амбарите. Абе дома стоја, ја имам 40 тони, имаме 4 зрна не сам продал. Оризо стоја сет, не иде. Ова не е било и у Турско поевтино. Тоа е срамота. Стоја си се. Па нема кој да го земе. Однеси го негде и пари не ти дават. Ке чека 6 месеца, вика, за пари. Дека го има тоа 6 месеца. Ја не знам сега да направа тоа, тај рачун некој дали го уопште прави, дали е рентабилно таа култура. Ја мислам дека динар не останеме за нас. Производството на ориз е единствен начин на екзистенција за стотици семејства од општина Чешиново и Облешево. Ова значи дека во оваа култура тие вложуваат многу пот и пари, а за возврат оваа сезона добија празни паричници и извршители. Сееме го, чекаме го 6 месеци, тоа се 180 дена. Жнееме го 2 месеци, тоа ти се 8. И он ми вика, уште 5 месеца јас да чекам за пари. Од што ќе живее нашата фамилија? Дојдат за струја, не чекат они 6 месеца. Не чекат 1 месец. А дојдеш, одма ти исклучат струјата. Водовод не платиш, вода не платиш, водна заедница, одма извршители. Не платиш комбајн, дојдат ти на вратта. Значи, немаме ние држава тука, зашо работиме ние? Според откупувачите, проблем со откупот на ориз нема. Досега само најголемата фабрика за ориз во регионот има откупено околу 1000 килограми оризова арпа по цена од 20 до 25 денари за килограм. Ние продолжуваме да откупуваме по динамика, по тоа што како ќе успееме да продадеме. Значи откупот се уште тече и се надевам дека до крајот на годината Макмлин ќе исклучи со една бројка од 3 до 4000 тона откупена оризова арпа. На почетокот на октомври, производителите и откупувачите договорија откупна цена на белото злато. Килограм арпа да се продава по 25, а бел ориз за 55 до 60 денари, во зависност од квалитетот. Колку овие цени ги почитуваат откупувачите е прашање, зашто амбарите речиси во секоја куќа во Чешиново Облешево се полни. Не можела ни дрво да си купи.